Добар ден, Атоска. Тука е навистина прекрасно, ги поканувам сите гледачи кои што можеби размислуваат каде да го искористат овој викенд да дојдат во преубавата Попова шапка, а како што ти веќе најави, денеска со мене е Јован Божиновски или попознат како Кенеди. Ние му направивме едно фино добредојде во 1 ТВ, а тој беше одличен домаќин на шапка. Здраво, Јован. Здраво. Денеска гледачите ќе имаат можност да видат дека бевме на преубав предел. Дали можеш да ми кажеш нешто повеќе околу тоа? Да, денес се однесовме со нашиот ратрак во пределот Јелак, каде што е прекрасна убавина и тоа сами го видовте. Мислам дека и гледачите ги гледаат инсертите и мислам дека сите заслужуваат да идат еден ден таму. На колку метри надморска височина бевме, бидејќи беше прекрасно? 1700 и нешто, не знам тачно, али отприлика е толку. Дали ратракот е единственото превозно средство на толкова надморска височина? Да, во овој период од годината само ратракот е едино превозно средство до местото. За оние кои што сакаат да скијат, кои што сакаат да бурдат, која е највисоката точка на Попова шапка, што ти како жител, како најпопуларниот жител тука им препорачуваш да посетат и да си направат една ски авантура? Значи, највисока точка е Церипашина, која е на 2545 надморска висина и има доста долга стаза за скијање. Кога веќе ја спомнавме ски сезоната, како сте вие задоволни? Ние сме задоволни, се надеваме дека снегот ќе не послужи и ќе имаме нови врнежи од снег. Имавме вчера ноќно скијање, дали и овој викенд тие што сакаат навечер да скијат и да бордат, може да дојдат на Попова шапка? Така, да, имавме вчера ноќно скијање кое почна, денеска имаме исто, се надеваме дека и секој викенд ќе имаме ноќно скијање. Вчера застапеноста беше премногу скијачи, значи сите бевме изненадени од тоа колку премногу беше посетено ноќното скијање на Попова шапка. А за оние кои што можеби не се многу по зимските спортови, што им препорачуваш да дојдат, да посетат, да видат на Попова шапка? Значи, Конак Попова шапка нуди тура со ратрак, која може да направи панорамска прошетка, дали до Јелак, дали до Церипашина, дали до антените, а се местности на Попова шапка каде тешко се стигнува, а ние може да им ги нудиме на посетителите. И да ги поканиме уште еднаш сите да дојдат, што им нудиме оваа сезона? Значи, оваа сезона им нудиме ратрак, добро кафе, чај, греано вино, греана ракија, добро скијање и добра забава, се воедно. Ти благодарам. Јован веќе буквално ви кажа зошто треба да дојдете на Попова шапка и да бидете дел од овој прекрасен ски центар во Македонија. Атовска, се надевам дека ќе дојдете и јас еве јавно ве поканувам и вас и сите гледачи на 1 ТВ. Веси, како ти си помина на возењето, беше ли интересно? Морам да кажам дека беше навистина возбудливо, беше прекрасно, ќе се надоврзам на муабетот на Јован дека треба да дојдете иако не скијате или можеби не бордате, тогаш да си ја направите онаа тура со ратрак, бидејќи погледот на 1700 метри надморска височина е прекрасен, воздухот е премногу чист, таа белина и таа гледка навистина му препорачувам на секој да ја доживее.